Благодарам. Почитувани граѓани, почитуван заменик министер, мене ми е навистина жал што денеска повторно ја нема министерката за правда Рената Тренеска-Десковска да присуствува овде и да ги слуша сите наши забелешки, но тоа веќе станува својствено за неизе, бидејќи, ако се сеќавате и за време на уставните промени кога беа, тоа беше неизин текст, но таа реши вината да префрли на некој друг. И знаете како се случуваше тоа. Исто така, додека беше министерка за образование, се сеќавам на носењето на Законот за високо образование, како течеше тој процес, за да покаже на нејзиниот лидер и на нејзиниот вожд колку е таа, еве да кажеме, нетолерантен преговарач, донесе еден закон за високо образование кој што воопшто не е применлив кај нас. Но да се вратиме на темата. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз, за да избега од избори, ја наметна тезата и темата дека донесувањето на Законот за јавно обвинителство е од исклучително значење и мора да се донесе ни помалку, ни повеќе 2 дена пред официјалното распуштање на ова парламентарно собрание. Но тоа е само причина за да не се распушти ова собрание. И доколку некој вичен наш писател ја следи целата ситуација во нашата држава, се надевам дека ќе напише една книга, а моја препорака е книгата да има наслов "Секоја држава има своја мафија, но кај нас мафијата има држава." И да раскаже, благодарение вака на искуството што го гледа од овој циркус тука во собранието, и да раскаже низ каква голгота поминува Македонија и македонскиот народ. Еве пред малку прочитав еден експерт, гледајќи не вака, а можете да замислите како се чувствуваат и граѓаните, што вели. Без да сакаме, гледаме недемократска и непарламентарна трагикомедија, трагедија за демократијата и правото, комедија за гледачите на пржинскиот политички театар на апсурдот. Ке ги подсетат ли творците на уникатниот западно-балкански пржино влада, проект политичкиве глумци од пржинскиот театар, дека се техничка влада. Потенцирам, техничка влада. Ке и објасни ли некој, знае ли техничка дружина во која доминираат шефови на кабинети наместо експерти, дека има строго наменска улога во амбиент на своевидно стодневно двовластие, преку тесна соработка со представниците на опозицијата, со надполитички напори за градење доверба, да создаде минимум фер и демократски избори кои што би биле невозможни ако останела старата влада. Наместо господинот Спасовски да си ја игра улогата на технички директор на пржинска влада, наместо сите стари и нови министерки и министри, 100 дена заедно, правно и институционално да го преуредат рекетираниот политички двор во пристојна политичка градина. Тие глумат супер Франкенштајн влада и ги упатувам на делот од Законот за влада, насловен како "Избори за влада за спроведување на изборите за пратеници", согласно кој нивниот политички маневарски простор се движи меѓу членовите 43 до членот 51. Вичните правници тоа ќе го разберат. Господа пржински глумци, почитувани гледачи на пржинскиот театар, пржинската влада, како техничка, има не само посреден и преоден, туку и ограничен
Значи, повторувам, ограничен, односно функционален легитимитет, строго насочен кон организирање и овозможување парламентарни избори. Техничката влада не треба да предлага ништо, ниту закони, туку да направи едноставно услови за фер и демократски избори и ништо повеќе од тоа. Но што гледаме ние, односно што гледаат граѓаните? Зоран Заев и за жал моите колеги од парламентарното мнозинство одлучија да ја одиграат до крај улогата и на бранот на кобајаги носење на европски закон, само тоа е плашт на европски закон, носат селективен закон за јавно обвинителство, за кој што на јавната расправа која што беше организирана, дел од експертите кажаа дека ако специјалното јавно обвинителство, патем беше прикажано и нели како ангели, Чарлиеви ангели, но еве видовме како Чарлиевите ангели завршија. Ако специјалното јавно обвинителство не си ја завршило својата улога на начин на која што требало да си ја заврши, доколку се донесе овој закон, ние, односно вие, кои што ќе го гласате, носите практично демон во правосудството и судството. И вашата реторика е очигледна и сосема известна дека ВМРО-ДПМН е против носење на законот за јавно обвинителство, што е тотално неточна констатација. ВМРО-ДПМН е против носење на селективен закон за јавно обвинителство и ние дадовме предлог. Не знам зошто тој предлог не го размисливте и не оставивте да се распуштиме онака како што доликува, барем тоа, да не го кршите Уставот и Деловникот, но очигледно сте решиле онака како што се конституиравте, така и да завршите, со кршење на Устав, со кршење на Деловник и на носење на неуставен закон за јавно обвинителство, така да го завршите овој мандат. Јас апелирам, иако знам дека мојот апел нема да допре до вас, почитувани колеги, овој закон да се повлече од процедура, да се гласа за распуштање на ова собрание, затоа што ние бевме сведоци и целата македонска јавност беше сведок дека кај председателот на државата договоривме избори на 12 април. Вие сега, очигледно, знаеки ги анкетите, и од страв да ги изгубите изборите, носите едно вакво монструм, чудовиште од закон, со која што за жал ќе има селективна правда и повторно правдата нема да ја сносат најголемите виновници за криминал во оваа држава. Повторно ќе ги амнестирате, а зошто? За тесно партиски дневни политички интереси. Впрочем, и на тоа и се заснива вашата коалиција секојдневно. Еве делот говорите на експертите. Велат дека процедурата е гаранција за демократијата и дека правен илузионизам е да се тврди дека ако не го донесеме законот за јавно обвинителство, тогаш ќе покажеме дека сме против криминалот и корупцијата и обратно. Правен популизам е пак да се вели дека со овој закон ќе ги решиме проблемите и ќе го оспориме патот кон Европската унија. Почитувани колеги, длабоко сме свесни дека ние како држава имаме голем проблем со владење на правото и дека онаму кај што се стремиме сме под голем мониторинг од Европската унија и државите членки на Европската унија. Но за овој закон меѓународната заедница многу јасно се изјасни дека да, потребен е и ние се согласуваме,
но ќе следат и како и на кој начин овој закон ќе биде донесен. Затоа, уште еднаш апелирам на државничко размислување и на повлекување Благодарам. овој закон. Благодарам. Павличич е станува како